Кога судбината грубо ќе се поигра со здравието на луѓето, а при тоа козата и заедницата со неопходната поддршка, тогаш како ќе се справат со очајот од големиот товар што паднал врз нивните плеќи? Со оваа дилема, деновиве се соочува 45 годишен битолчанец, кој над 10 години боледува од хронична мелоидна леукемија, а од клиниката за хематологија му рекоа дека неговата терапија лекот дасатинип цитостатик од втората генерација го нема. Сега примам дасатинип, ми го дадоја, еднаш ми дадоја 3 кути, вториот пат 25 тапчиња, сега ми велат нема повеќе, еве цел месец. И сега дојдов до 30 апчиња, сега му кажував, но дека до 32 апчиња сум дојден, значи уште 2-3 дена имам и повеќе јас се предавам значи на Господ. Ако ме сака Господ ќе мосте да живеам, ако не, нема повеќе ништо. Да се купат? Да се купат пеце 4.500 евра. Едно кутивче. Никој не знае, само ти велат нема, очекуваме да дојди, а кога ќе дојди не се знае. До тогаш живеј и снаоѓај се како мислиш. Купете си ги лекарствата сами, ќе ви ги префрли фондо. Јас ако имам 4.500 евра за едно пакетче, ќе ги дам, ама понатаму, значи јас треба да имам за цела година лекарства, а кај ќе ги најдам тие пари. Каков е односот од луѓето со кои се контактира во клиниката за хематологија, говори фактот што нашиот соговорник не замоли за анонимност, нели, заради несоодветни реакции, предрасуди и можни последици. Околу 200 души во Македонија, што, значи, се критични што се нова терапија. А башка што се на други лекови, што примат се и сешта. Зошто? Што се случило? Никој не ти кажува, едноставно само ќе ти речи го нема лекот и готово, телефонот ти го затвара и... Председателот на Сдруженијето за болни од леукемија, Пепо Леви, се заинтересира за овој случај. Од клиниката за хематологија му рекоа дека двата лека од втората генерација цитостатици, едниот ќе стаса најдоцна до крајот на ова недела, а дасатинип, кој го прима нашиот соговорник, до средината на месецот. А до тогаш, само тој се знае како ќе помине покрај проблемите што ги има со 11 годишната ќерка со аутизам и со одењето на работа, зашто здравствената комисија утврдила дека е работоспособен.